30% покачување на цената на такси услугите ќе бара Сдруженијето на такси компаниите во Штип. Па да, тоа ќе биде барање во контекст на сите покачувања од минимална плата па сите репроматеријали и ќе се фокусираме на така наречените празни километри, бидејќи сега во цената имаме старт 70 со 2 километра возење, значи тие 2 километра веќе ќе ги укинеме, најверојатно, и ќе почне стартот со 70 денари и првиот километар 25 денари. Сегашните цени се 70 денари за старт, а за секој изминат километар се наплаќаат по дополнителни 30 денари. Но овие цени трошоците не ги покриваат. Ке дојдете ли до минимално држливо работење со овие барани 30% барем? Па би требало, мора да се малку базираме и на градскиот превоз, бидејќи сега имаме реална конкуренција и сега ќе остане граѓаните да бират кој сака побрзо, дискретно, кој има време и да почека, ќе се вози и поевтино, или автобусот му нуди и таква опција. Во Штип во моментов циркулираат 160 лиценцирани возила на 4 компании, но тие не се доволни, а причината за ова меѓу другото се и ниските цени, објаснуваат од Сдруженијето на таксистите. Ништо не е исплатливо. Зошто? Па тоа сами знаеме. Улези во еден маркетинг. Порано 100 денара беше вредна доста една торба на пуни, сега со 1000 денара една торба на пуни. Значи можеш да предпоставуваш колку е исплатливо такси да возиш. Не само такси, било што. Дали цената е рентабилна? Види сега, има нелојална конкуренција помеѓу фирмите. Прво, не фер поради тоа што нино тоа е убедување. Достигнаме цирка до 100 денара нафта плаќаваме. Значи, према овие цени што се сега моментално, на некој начин се доближуваме се до цената што беше тогашна. Такси компаниите барањето за зголемување на цените ќе го поднесат до крајот на годинава и очекуваат разбирање според нивното образложение за зголемениот обем на трошоци.